Civil Media. Благодарам многу Огнен и сакам да ви посакам добре дојде на сите вие почитувачи на образованието во Република Македонија. Ви благодарам што се појавивте во токав број и се надевам дека тоа значи дека и вие сте со поглед кон иднината, како што впрочем и ние во нашата институција. Моментот кога јас станав директор на агенцијата, се случи еден паралелен процес, а тоа беше процесот на изготвување на новата регулатива за новата финансиска перспектива, која во Европска Унија, за тие што не знаат, тоа се 7 годишни буџети. Станува збор за буџетот 2021 и 2027. И нормално, за да се подготвиме за тие нови 7 годишни буџети, за практично за новите средства кои што ќе ги добие Македонија, беше неопходно да се направи добра анализа на тоа каде е агенцијата, колкав успех има постигнато и што е она што може да се подобри во институцијата. А истовремено, значи паралелно на тој процес се случуваше и редовните следби на ниво на Европска Унија, на ниво на Директоратот за образование и култура, каде што постојано зборувавме за како треба да изгледа новиот Еразмус за тој период. Ако се сеќавате во февруар, кога дојде уште прв пат председателот на Комисијата на Европската Унија во Македонија, Јункер, кажа дека уште тогаш знаевме дека ќе се удвојат средствата за Еразмус и тоа се случи. Се уште не е донесена регулативата, меѓутоа добивме речиси 90% ветување дека тоа ќе се случи во април месец годинава и дека дури може да се зголемат средствата, никако нема да се намалат. И сега вие кога влегувате во нова институција, знаете дека средствата ќе бидат барем двојно поголеми колку што биле. Прва работа што треба да ја направите е да видите кој е капацитетот на институцијата, тоа е прва работа, и второ кој е капацитетот на крајните корисници кои што треба да ги апсорбираат тие средства. И така почна нашето патешествие во агенцијата. Почнавме со, погодете што, со анализи. Почнавме да гледаме какви се проблемите на кои што наидуваат прво програмските службеници кои што со тоа се занимаваат. Потоа преминавме на другата страна да видиме како стојат работите и од гледна точка на корисник, што е проблемот кај корисниците. Почнавме да правиме се повеќе и повеќе проверки на самото место, да посетуваме проекти и дури решивме дека на одите, почнавме да забележуваме дека на одите од одредени проекти се повторуваат. И немаше оправданост. Исто така дојдовме до заклучок, кога викам дојдовме, значи не зборувам само во лично име, доку зборувам во име на еден тим кој што со мене заеднички го правеше тоа. Дојдовме до заклучок дека ако ние сакаме да имаме добри индикатори кои што ќе ги предвидиме 21 за 21-27 година, тие индикатори мора да бидат реалистични. Значи треба да се постигнат, затоа што Европската комисија на крајот на кришта ќе утврди колку пари ќе добие Македонија според тоа колку ние ќе ветиме дека ќе постигнеме. А за да ветите дека ќе го постигнете, мора да имате некаква представа како се движите. И така почнавме со барање на индикаторите, со наоѓање на бейслайнот, нели основата од каде што ќе почнеме и така полека, сакале или не сакале, почнавме да ги отвараме процесите во самата агенција. Заклучокот е многу едноставен. Ваква како што е поставена Националната агенција, не ни нуди доволно податоци, според кои што ние можеме да направиме веродостојна анализа на тоа што сакаме за идните 7 години. За идните, всушност, 10 години, затоа што уште 2 имаме. Реално немаме. А зошто? Затоа што структурата во агенцијата е според програмата. Значи, клучна акција 1, клучна акција 2, клучна акција 3. На сите вас ви е тоа добро познато, бидејќи така функционира програмата. Нашата анализа и мониторингот што се случуваше во текот на цела ова година, покажа дека не се добиват соодветни податоци, гледани ни стратешка перспектива, не никога го гледаме стратегиски тоа,
за да можеме да комуницираме со Европската комисија на едно друго ниво. И затоа решивме да се преорганизираме. Структурата да биде според сектор, а не според клучна акција. Затоа што така можеме повеќе податоци да собираме и да имаме јасна представа што е тоа што сакаме да постигнеме. И тука падна и одлуката. Значи, Националната агенција е во фаза на преструктурирање. И кога се преструктурирате, тоа значи имате два периода. Едниот период, очигледно има проблем со зборот период. Значи, едниот период е дојде новиот директор и е гениалец и реши дека вака треба да се направи и сите тоа го прават. Другиот период е да се отвори процес во кој што ќе ги поканите сите вработени да го кажат своето искуство, зашто сепак тие се вработени по 10 години во институција, имат знаење, да се искористи тоа знаење, затоа што сепак станува збор за институција, и да видиме кој е најдобриот модел на кој што ние ќе се преструктурираме. Згора на тоа се направи наменска анализа и поканивме надворишен консултант кој што нема да биде пристрасен во оваа вежба и ќе ни помогне во целиот тој процес на преструктурирање. Сега негде сме дојдени кога од вработените го очекуваме импутот, направивме анализа на workload analysis, значи на работните товарот, на работниот товар, и очекуваме фидбек од вработените, да видиме кој е соодветниот модел според кој што треба да се преструктурираме, земајќи ги предвид и искуствата на некои други агенции, како се тие структурирани. Се надевам дека новата национална агенција со новата структура ќе биде по-user friendly. Значи, за вас ќе ви представува полесно за комуникација, затоа што ќе бидеме повеќе насочени кон она што е ваша експертиза, тоа е прво. И второ, се надевам дека новата национална агенција ќе го даде својот придонес и во процесот на пристапување на Република Македонија во Европската унија. Значи, со самите преговори, ние треба да ги подигнеме нашите капацитети. Ако до вчера сме трошеле и сме абсорбирале 100 евра, јас се надевам дека кон крајот на мојот мандат ќе можам да кажам дека абсорбираме 1000 евра. Значи, јас не сум скромна, потоа сум позната, дека ретко сум скромна. Во случајот на абсорбцијата на средствата, убедена сум дека има простор за токаво големо подобрување, затоа што штом ги научите правилата во Европска унија, понатаму се е работа на искуство, работа на сваќање на тоа дека постојано се менуваат работите и дека кој ќе влезете во тој колосек, почнувате малку поинаку да ги согледувате работите и тие понекогаш домино ефектот го прави своето. Само од себе се случуваат некои работи и така се зголемува абсорбцијата. И тоа не е просто математички од 1 на 10, току може да биде многу повеќе. Јас се надевам дека по едно 3-4 години ќе можам тука да седам пред вас и да ви кажам ние изголемивме средствата и сега абсорбираме многу повеќе пари и имаме проекти кои за жал многу малку ги имаме сега, проекти кои што Европската комисија ги класифицира како добри практики. Сега за сега таа не е македонската приказна, ама јас сакам да биде. И ќе дадам се од себе за тоа да биде. Агенцијата е отворена, се разбира вашите мислења секогаш ќе ги земеме предвид. Ви благодарам многу уште еднаш и повелете во агенцијата за што било што ве интересира. Civil Media